أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Благодарност му припаѓа на Аллах Джелешану, сведочам дека Аллах Джелешану е еден и единствен. Тој е достоен него само да го веруваме и обожаваме во нашиот дуњалучки живот. Сведочам дека Мухаммед салаллаху алейхи васелем е постенниот Аллахов пратеник и печата на сите Аллахови пратеници, кого Аллах Джелешану го испрате до целото човечанство како милост, како рахмет, луѓето да ги извади од темнини, од криви и лоши верувања и да ги подучи со исправно верување и обожавање на единствениот Господар Аллах Джелешану. Па затоа секогаш селам и салават испраќам на Аллаховиот пратени Мухаммед салаллаху алейхи васелем, на неговата фамилија, неговите вредни другари и на сите муслимани кои го следаат и ќе го следаат неговиот пат, неговиот суннет се до кијаметскиот ден. Почитувани верници, ессаламу алейкум ва рахметуллахи ва барекатух. На почеток го молам Аллах Джелешану да го поправи нашиот ниет, да не подучи со корисно знаење, да ни го покажи правиот пат и ние да живееме на тој прави пат и да не умреме никако освен како муслимани и предадени на Аллах Джеле Шану. Го молам Аллах Субханеху ва Теала да ни даде берекет во тоа што го кажуваме, во тоа што го слушаме и да не направи мубарек, благословени каде ние и да бидеме. Аллахуме амин. Почитувани верници, со дозволот Аллах Джеле Шану, во ова предавање ќе се потрудеме да зборуваме за една многу важна и битна тема за сите нас муслиманите, а за секоја тема ако зборуваме за дин Ислам, навистина ние имаме користи и во дуњалук, навистина ќе се поправиме и ќе бидеме подобри иншаллаху теала. Па затоа одлучев и сметам дека навистина има голема потреба да се зборува за таа тема, бидејќи Аллах Джелешану навистина ни го дал овај дин, оваа совршена вера, дин Ислам, кој таа совршена вера, дин Ислам, има извори, а тие извори најпрвин се Аллаховите зборови, Аллаховата книга, Кур'ан ил Керим и хадисите на Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи васелем, кој најдобро ни е објаснал оваа совршена вера, дин Ислам. Па таа тема за која што ќе зборуваме во ова предавање е комарот, коцката и игрите на среќа. Па иншаллаху теала ќе се потрудеме преку курански аети и хадиси од Аллаховиот пратени Мухаммед салаллаху алейхи васелем да дадеме порака до секој еден муслиман да се подсетиме едни со други, бидејќи тоа на сите нас ни е должност. Ако гледаме дека еден муслиман, еден наш брат муслиман, навистина оди кон лоши патишта, а комарот, играта на среќа, навистина е еден од тие лоши патишта, ние сме должни едни со други да се советуваме и да препорачуваме она што е добро за нас и да си забрануваме едни со други она што е лошо за нас. Па затоа со дозволот Аллах Джелешану најпрвен ќе спомнеме каков е хукмот и прописот на комарот и коцкањето, играњето на тие игри. За да речеме дека е халал или е харам,
morаме да имаме аргументи, докази, а тие аргументи најпрви morаме да гледаме каде во Аллаховата книга Куранил Керим. Па затоа ние јасно и гласно кажуваме дека играњето комар и коцкањето е строго забрането и е голем харам, голем греф. А за тоа нешто, за да го речеме јавно и јасно, morаме да имаме аргументи. А за тоа нешто имаме аргументи во Аллаховата книга Куранил Керим. Па затоа Аллах Джелле Шану во сура Ал-Бекара 219 ајет ни вели: "Јес'елунека анил хамри вал мейсир." Тие тебе те прашуваат за виното, те прашуваат за тие игри. "Кул фихима исмун кебиру ва менафиу линнас." Навистина во нив има големо зло, има нешто лошо за вас, има некоја можеби корис за вас, "Ва исмухума акбару мин неф'ихима." Али штетата е многу поголема од користа. Потоа Аллах Джелешану вика: "Вајес'елунека маза юнфикун кулил аф." И тие тебе те прашуваат за тоа што го делаат како милостина. "Кезалика юбејјину Аллаху лекумул ајати лааллекум тетефеккерун." Аллах Джелешану, вашиот Господар, е тој кој што вас ви ги дава тие ајети и тие знаменија со една цел, вие да се сетете, вие да почнете да размислувате. Па затоа овој курански ајет јасно ни кажува дека играњето на комар, коцкањето е строго забрането во дин Ислам, во оваа совршена вера дин Ислам. Аллах Джелешану во сура Ал-Маида 90 ајет ни вика: "Ја ејухеллезина амену." О вие кои верувате, кои верувате во Аллах Джелешану дека е вашиот Господар, кои кажувате дека сте следбеници од Мухаммеда салаллаху алейхи васелем: "Иннемал хамр." Наистина виното и алкохолот, "Вал мейсеру вал ансабу вал азлам риджсун мин амели шејтан." Вика Аллах Джелешану дека коцкањето и виното и алкохолот и тие идоли и тие стрелки е риджсун мин амели шејтан. Тоа е нешто многу одвратно и тоа е дело од шејтанот ланетуллахи алейх. "Феджтенибуху лааллекум туфлихун." Аллах Джелешану ни вика: вие оддалечете се за да бидете спасени, за да бидете успешни. Па затоа, почитувани верници, и овој курански ајет е доволно да дознаеме дека и алкохолот, и виното, и играњето на тие игри со стрелки или во денешно време со овие разни справи, навистина е нешто што е одвратно и е дело од шејтанот ланетуллахи алейх. А Аллах Джелешану ни вика: "Феджтенибуху лааллекум туфлихун." Вие оддалечете се од тоа нешто за да бидете спасени. Потоа Аллах Джелешану вика: "Иннема юриду шејтану ен юқиа бейнекумул адавата вал багда'a фил хамри вал мейсир ва јасуддекум ан зикриллах ва анис сала." Вика Аллах Джелешану: наистина шејтанот сака меѓу вас да става омраза и непријателство, каде во алкохолот и во тие игри. Потоа вика: "Ва јасуддекум ан зикриллах", и да ве оддалечи од зикро на Аллах Джелешану и од намазот. "Ва анис сала фахал антум мунтахун." Па зарем вие нема да престанете? И од овој курански ајет Аллах Джелешану јасно ни кажува дека играњето на комар, играњето на тие игри, среќни игри кои што ги нарекуваат, е строго забрането во дин Ислам. Потоа, оваа вера Аллах Джелешану ни е дал ние да се трудеме тоа што ќе го заработеме, тоа што ќе го спечалеме, да го заработеме на халал пат, на халал начин, така како што не учи единствениот Господар Аллах Джелешану.
i така како што ни објаснал во практика Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи васелем. Па затоа тој кој што игра комар и тие кои што играат комар, тоа што го спечалуваат и тоа што ќе го спечалат, не го спечалуваат на дозволен начин. Зошто? Бидејќи Аллах џелешану го забранил. Аллах џелешану строго го забранил. Па затоа Аллах џелешану ни вика во сура Ал-Бекара 188 ајет, ни вика وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. И немој вие едни со други да го јадете богатството на недозволен начин. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. И кој што тоа вас ќе ве однеси кон оние кои што судат. Па затоа, почитувани верници, од овој курански ајет дознаваме дека забрането е ние да играме комар, да играме такви игри на среќа, бидејќи Аллах џелешану не подучува ние да го спечалеме тоа и тој риск да го земеме на дозволен начин, на халал начин. Ова беа неколку курански ајети што ни зборуваат за комарот или за играњето на тие среќни игри. Имаме и во хадисите на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи васелем дека е забрането ние да играме комар и ние да се коцкаме и да играме такви игри кои што мислиме дека ќе добиеме. Ни кажува и Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи васелем во еден хадис, кој овој хадис го бележи имам Муслим во неговата збирка, дека рекол Аллаховиот пратеник алейхи селам: "Мен лаиба бин нардашир фекееннема сабага јадеху фи лахми хинзир ва дамех." Тој кој што игра таква игра, на среќа игра, тој исто како да е ставал неговата рака во месо од свиња, од она што е забрането во дин Ислам или во неговата крв. Затоа, почитувани верници, дознаваме од овој хадис од Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи васелем дека е забрането ние да играме комар, ние да влегуваме во казино. Потоа имаме и друг хадис каде ни вика Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи васелем: тој кој што игра такви игри, тој се огрешува према Аллах џелешану и тој не е послушен на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи васелем. Па затоа, инша Аллаху таала, во овие неколку минути добронамерно до сите нас кои што ќе го слушаат ова предавање, добронамерно ќе ги спомнеме некои штети, некои опасности за нас, кои што најпрви мораме да гледаме каква опасност има еден грев во дин Ислам и каква опасност има во нашиот дуњалучки живот. Па со дозволот Аллах џелешану ќе ги спомнеме тие опасности и тие штети кои што ги добива онај човек кој што игра комар. Каква штета и каква пропаст тој добива во дин Ислам. Прво, мораме да знаеме дека играњето на комар и играњето на тие среќни игри е еден од големите гревови. Не е мал грев. Имаме големи гревови и имаме мали гревови. А играњето на комар е голем грев. Зошто? Бидејќи Аллах џелешану ни кажува во многу курански ајети за комарот. И ни кажува и Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи васелем. И тој курански ајет во сура Ал-Бекара 219 ајет, Аллах џелешану јасно ни кажува: "Јес'елунека анил хамри вал мейсир." И тие тебе те прашуваат за виното и за алкохолот и за тие игри. "Кул фихима исмун кебиру ва менафиу линнас." И ти речи им и кажи им нив дека навистина тоа е еден од големите гревови, дека тоа е голем грев. Па зарем не е нешто мало, ова е големо нешто за нас, ние да направиме голем грев према единствениот Господар Аллах
subhanahu wa ta'ala. Odštetite во верата е тоа што ние ќе направиме голем греф ако играме комар, ако се коцкаме во нашиот дуњалучки живот. Бидејќи Аллах Джелешану не сака од нас. Ние нашето богатство да го трошиме на недозволен начин. На недозволен начин и таму каде што не треба да го трошиме. Таму каде што има штета и за нас и во верата, и има штета и во дуњалучкиот живот. Па затоа играњето на комар е еден од тие големи гревови, каде што ни кажал и Аллах Джелешану во тој курански ајет, каде вели и тие тебе те прашуваат за алкохолот и за виното и за играњето на тие игри, речи им дека тоа е еден од големите гревови. А има некоја корист. Каква корист? Додека тој игра, времето го поминува тука, али после тоа наистина има голема штета за него. Има голема штета за него и има голема штета за неговата фамилија. Потоа, од штетите и пропаста во верата од играњето на комар и тие игри на среќа е тоа што Аллах Джелешану го поврзал комарот со ширкот, припишување нездруженик на Аллах Джелешану и со тие големи гревови што ние ги правиме према Аллах Джелешану. Зошто? Бидејќи Аллах Джелешану вика во сура Ел-Маида, 90 ајет: Ја ејухеллезина амену, овие кои верувате, иннемел хамру вал мейсиру вал ансабу вал азлам, вика Аллах Джелешану, навистина виното, овие кои верувате, виното, алкохолот и играњето на тие игри и со тие стрелки, вал азлам, вика Аллах Джелешану, вал ансабу вал азлам, и идолите, вика Аллах Джелешану дека тие се од големите гревови. Кажува дека тука има пропаст за нас. Аллах Джелешану го поврзал играњето на комар со тие идоли, а идолите и тие боженства што ги земале луѓето и што ги земаат денеска, што може да му направа на Аллах Джелешану? Може да му направа на Аллах Джелешану здруженик. Затоа гледаме каква опасност има комарот во дин Ислам. Имаме штета во нашата вера. Значи ние слабнееме и постануваме се послаби и послаби во верата. Па затоа гледаме колку е опасно да играме комар. Друга штета е тоа што е риджс, е нешто одвратно, нешто зло за нас. Каде е зло? Зло е во верата. Па затоа Аллах Джелешану истиот курански ајет продолжува, вика овие кои верувате: Ја ејухеллезина амену, иннемел хамру вал мейсир, алкохолот, навистина алкохолот и играњето на комар, вика Аллах Джелешану, и тие идоли, и тие игри со стрелки, риджсум мин амели шејтан, феджтенибуху леаллекум туфлихун. Тоа е нешто одвратно, тоа е нешто неубаво. Па затоа, кога гледаме некој брат муслиман, некој верник, влегува во казино, дали се чувствуваме добро или не се чувствуваме добро? Не се чувствуваме добро. Зошто? Бидејќи знаеме дека после таа игра тој останува без пари. Дека тоа што го спечалил го дава таму каде што Аллах Джелешану го има забрането. Па затоа Аллах Джелешану кажува: риджсум мин амели шејтан. Тоа е нешто одвратно. Тоа е нешто грдо за вас. И тоа е дело од шејтанот лаънетуллахи алейх. Феджтенибуху леаллекум туфлихун. Па вие избегнувајте го за да бидете спасени, за да вие победете. Затоа, почитувани верници, гледаме дека ова е многу опасно нешто што имаме штета во нашата вера, дин Ислам. Оштетите е тоа што ако играме комар и играме игри на среќа, мораме да се сеќаваме дека тоа е дело од шејтанот лаънетуллахи алейх. А сите дела од шејтанот лаънетуллахи алейх, Аллах Джелешану не ги сака.
Pa nije ako igra me komar. Da li nije prave me šeitanovo delo ili prave me delo što Allah Đelešanu go naredil? Nije prave me delo što go pravet šeitanut lanetullahi alejh. Pa zato gledame deka imame šteta vo verata bideki ako igrame komar, nije prave me delo so koji što će bide zadovoljen šeitanot lanetullahi alejh. Pa zato, počituvani vernici, ovi je se mnogo važni i bitni raboti za svako jedan musliman da gi slušne i da zboruva za ova nešto i da razmisluva okolo ova nešto i da go molet Allah Đelešanu, da Allah Đelešanu go zaštitet od toa iskušenije, da go zaštitet od toj loš pad, od toa šeitanovo delo, da go zaštite nego i da je zaštite negovata familija i da gi zaštite muslimanite od ova zlo koje što deneska je mnogo prošireno, koji što deneska mnogo ljudi se laža da igrat komar, koji što mnogo ljudi mislat deka može da pobedat i deka može da dobija nešto, a ne se svesni deka na vistina toa gi uništava i niv i gi uništava i nivnite familiji i nego uništava nivното bogatstvo, a Allah Đelešanu preko ova savršena vera din Islam ne saka nije da se uništeme, ne saka nije da se upropasteme. Allah Đelešanu saka nije da bideme uspešni, a ke bideme uspešni ako go učeme Kur'anot, ako je učeme ova savršena vera din Islam, ako učeme za život na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pa zato, počituvani vernici, gledame kakvi šteti dobiva jedan čovjek, jedan musliman ako igra komar. Potom druga šteta što dobiva onaj koji što igra komar, koji što igra takvi igri, na vistina ke dobije šteta vo din Islam. To što nego će go oddalečet od zikra na Allah Đelešanu. Nema da se sećava na Allah Đelešanu. Ke se oddalečet od namazot, ke se oddalečet od džamijata, ke se oddalečet od Kur'anot, ke se oddalečet od mežlisot i od sedenkite kada što se spomnuva Allah Đelešanu. Pa zato Allah Đelešanu na vistina ni kažuva vo jedan kuranski ajet vo sura Taha 124. ajet: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Той koji što će biti nemaren, той koji što će biti ravnodušen prema zikrot, prema spomnuvanje to moje, koji što nema da se sećava na Allah Đelešanu, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Allah Đelešanu nemoće mu dadet jedan stesna život. Pa zato той koji što igra komar, той koji što se kocka, той koji što vlegova vo kazino, kako život ima? Ima stesna život, ima nemiren život, nema spokojen život, nema rahatlu vo njegovijot život. Zašto? Bidejki njegovo to bogatstvo, koji što go spečarel i go spečalova go troše tamo kada što ne treba. Bidejki njegova ta familija ostanala bez pari, ostanala bez sredstva, ostanala bez jadenje. Pa zato Allah Đelešanu vika: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Той koji što će biti nemaren prema moje to spomnuvanje, nemu Allah Đelešanu ke mu dade stesnat život. Pa zato той koji što vlegu ovo komar, той koji što vlegu ovo komar često pati počuva i da pije alkohol, počuva i da laže, počuva i da pravi drugi zabraneti raboti, se oddalečuva od spomnuvanje to na jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. I Allah Đelešanu veli deka nego će go preživeme na kijametski den ama, to će vidi slep. Zašto slep? Bidejki vo dunjalu kod bil slep, bidejki se oddalečel od zikra na Allah Đelešanu, nego spomnuva Allah Đelešanu, nemu palja na sežde na Allah Đelešanu, nego uči Kur'anot, ne se druži so društvo koje što go spomnuvat jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu. Pa zato imame i vo sura Al-Ankebut jedan kuranski ajet kada Allah Đelešanu vika: utlu ma uhi ilejke minel kitabi wa aqimi salat. I ti kažuvaj go i čitaj go to što tebe ti se objavuva i klanjaj namaz.
Allah Đelešanu mu se obraća na Allahovio pratenik alejhi salam. I nije što gi čitame ove zborovi treba da bide potik za nas. Da je čitame Allahovata knjiga Kur'an il Kerim i da klanjame namaz. Inne salate tenha anil fahša i wal mulker. Na istina namaz odvika Allah Đelešanu, ve odvraća od sramni dela, ve odvraća od golemi zabraneti raboti. Wala zikrullahi ekber. I na visina spomnuvanje to na Allah Đelešanu je najgolemo to nešto. Wallahu ja'lemu ma tesneun. A Allah go znaje ona što vi go rabotete. Pa zato, počituvani vernici, ako pravilno i ispravno se sećavame na Allah Đelešanu, togaž nema nije da se kockame. Togaž nema da igrame komar, togaž nema da igrame igri na sreća. Zato od štetata na igranje to na komar i vleguvanje to u kazino je to što nije će se oddalečeme od spomnuvanje to na Allah Đelešanu. Će se oddalečeme od klanjanje na namaz. Će se oddalečeme od ovije dobri raboti što Allah Đelešanu gibara od nas. Da mu praveme ibade na Allah Đelešanu. Da go spomnuvame Allah Đelešanu. A Allah Đelešanu ne vika inne salate tenha anil fahša i wal munker. Na istina namaz ve odvraća od sramni dela, ve odvraća od golemi raboti, od golemi zabraneti raboti. Pa zato ako nije pravilno go spomnuvame Allah Đelešanu, nema da igrame komar. I ke se oddalečeme od toa lošo mesto. Toa lošo mesto koje što ni šteti nas i vo verata i ni šteti vo naši dunjalučki život. Potom, počituvani vernici, so dozvola od Allah subhanahu wa ta'ala, ke se potrudeme da spomneme kakvi šteti dobivame nije dunjalučki. Spomnavme deke imame šteta od komarot i igranje to na tije srećne igri. Imavme šteta vo din islam. Prva šteta to što nije pravime golem grev prema Allah Đelešanu. Druga šteta što navisina to je delo od šeitanot lanetullahi alejhi. A nije ne smijeme da pravime dela od šeitanot lanetullahi alejhi. Potom imame šteta što je to odvratno nešto, a Allah Đelešanu ti je odvratni raboti, ti je grdi raboti, negi saka. Saka od nas nije da pravime ubavi raboti, dobri raboti, koji što će biti dobri za nas i za našite familije i za celo to opštestvo. Potom, počituvani vernici, ke spomneme nekoliko šteti, nekoliko propasti koji što gi dobiva one koji što igra komar, vo negovio dunjalučki život. Allah Đelešanu ne saka, nije da imame šteta vo našoj dunjalučki život. Prva šteta je to što nije jedni su drugi. Jedni su drugi ke imame omraza, neprijateljstvo, nesakani raboti. Zašto? Vidiki, toj koji što igra komar laže. Počnuva da bara pari. Počnuva da bara finansiji. Zašto? Vidiki mislet deka ako pojedet ušte jedna šta mu će dobijet. Prva šteta je to što naše to bratstvo, naše to opštestvo, naša ta zajednica nas već nema da ne prihvati, nema da ne saka. Zašto? Vidiki nije lažeme. Može bi na početok ne, ali pokasno da, ke počneme da lažeme, ke počneme da barame borč i slično. Pa zato Allah Đelešanu ne saka. Nije jedni su drugi da si imame neprijateljstvo i omraza. Naprotiv, Allah Đelešanu saka, nije da se sakame vo ime to na Allah Đelešanu. Nije da se pomagame vo ime to na Allah Đelešanu. A kako je to i često pati muabet među ludjeto, koji što kažu deka filan čovjek mi povara pari. Ne mu davaj to i lažet kockat. Gledame deka ima veće omraza, neprijateljstvo među nas. Pa gledame kakva šteta dobiva toj koji što igra komar. Toj koji što igra igri na sreća. Allah Đelešanu vika
innema yuridu šeitanu en yuqia bejnekumul adavata wal bagda. Naistina šeitanu saka da vleva među vas bagda, adave, saka da vleva među vas neprijateljstvo, omraza. To je cilta njegova. Da prave me nije fesad i nered vo dunjalukot. A so din islam nije će vospostavujeme red vo dunjalukot. Ke vospostavujeme ljubov među ljudjeto. To govara Allah Đelešanu. To ne se naši zborovi. Ti ne se zborovi na muftija. Ti ne se zborovi na reis. Ti se zborovi na Allah Đelešanu. Koji što jasno ni kažuva deka nije ke imame šteta. Ke imame šteta vo dunjalučki život. Kakva šteta? Neprijateljstvo. Omraza među nas. Zato Allah Đelešanu vika innema yuridu šeitanu en yuqia bejnekumul adavata wal bagda fil hamri wal mejsir. Potom vika Allah Đelešanu saka da vi stava neprijateljstvo i omraza kade vo alkoholot i vo kockata, vo komarot. Bideki i vo alkoholot i vo kockata ima omraza. Dvajca ili jedno društvo pijat alkohol. Na početok se zajedno se sakat, veseli, taka na taka. Ali posle toga ti je već je počnale da se tepat, da se raspravat. Zašto? Bideki šeitanot la'anetullahi alejhi vleva među njih neprijateljstvo, omraza. Allah Đelešanu toga nego saka. Allah Đelešanu ne predupredil vo njegovata knjiga Kur'an il Kerim. Što je dobro za nas? Potom vika Allah Đelešanu وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ السَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. I to je vas odvraća od namaz i od zikr, pa zarem ni vi nema da prestanete. Pa zato, počituvani vernici, prva šteta što je dobiva toj koji što igra komar. Šteta je to što navistina tojke ima omraza, neprijateljstvo prema drugite. Potom druga šteta od toj koji što igra komar i tije koji što igra komar. To što ti je širat nered, uništuvat mladi, uništuvat stari, uništuvat ljudi i familiji, go širat ona što je batil, to što je nešto lošo, to što je nešto odvratno. Pa zato, počituvani vernici, gledame kakva šteta dobiva one koji što igra komar. Potom druga šteta, koliko pati samo se ima ubijeno ljude. Zašto? Zaradi komarot. Zaradi igranje to na tije srećni igri. Zato Allah Đelešanu ne saka da se proleva krv. Koliko samo pati ljude to se ozboruvani i se ozboruvani nivnite familiji i nivnata čest. Zašto? Zaradi toj komar. Zaradi ta igra. Zato gledame kakva šteta ima od igranje to na komar. Potom navistina Allah Đelešanu saka nije enni so drugi da go jademe bogatstvo to na halal način. Така како што го спомнав и тој курански ајет дека Allah Đelešanu сака ние едни со други да си заработуваме тоа што е добро, тоа што е халал за нас, додека тој кој што ќе добие од таа игра, сигурно дека тоа не е халал, дека е тоа забрането. Па Allah Đelešanu во сура Ен-Ниса ни вика 29. ajet: Ja ejuhalladina amenu, ovi koji verujete, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nemoj vi jedni so drugi da go jadete bogatstvo na batil, na nedozvoljen način, na zabranet pat, a to što ima zabraneto je Allah Đelešanu. Illa an tekune tijareten an taradim minkum. Osven ako bide toa trgovija i vi ste zadovoljni jedni so drugi. Wala taktulu anfusakum inna Allahe kane bikum rahima.
I nemoj vi da se ubivate samite sebe si, бидејќи Allah Đelešanu je тој кој што е милостив према вас. Па затоа, почитувани верници, ценети браќа и сестри во дин Ислам, гледаме каква штета и каква пропаст добива еден човек кога игра комар. Најпрво ќе почне да се кара со неговата фамилија, потоа ќе почне да се кара со неговите комшии, со неговите браќа муслимани, со тие кои што се околу него, тие кои што се подалеку. Затоа, почитувани верници, тоа го добива оној кој што игра комар. Тој кој што игра такви игри на среќа, мисле дека може да добие, али мора да биде убеден дека никогаш нема да добие. Може би ќе добие еднаш или два пати или три пати, али цел живот неговото богатство ќе го троши. Па затоа се запрашувам и сами од себе си, како е можно еден човек, гледаме во денешно време, дека и нашите луѓе излегуваат од нашата земја и заминуваат по светот и бараат подобра работа и подобар живот, со една цел да ги усреќаат нивните фамилии и тие да имаат добар и спокоен и смирен живот. Како е можно цела ден да работеш и на крај тоа што си го заработел да го потрошиш? Да го потрошиш и твоите деца да стравуваат. Твоите деца да гладуваат. Зошто? Заради тие твои игри кои што ги правиш во твојот дуњалучки живот. Субханаллахи лазим. Умолеме единствениот Господар Аллах Джелешану, Allah subhanahu wa ta'ala да ги чува сите муслимани, да ги оддалече муслиманите и луѓето од овие неубави работи. Го молиме единствениот Господар Allah subhanahu wa ta'ala да ги чува нашите фамилии, да ги чува сите наши фамилии. Го молиме единствениот Господар Allah subhanahu wa ta'ala да ја чува нашата младина, да им го покажи правиот пат, дека целта од нашето постојање е да го спознаваме Аллах Джелешану, да ја учиме оваа вера, дин Ислам, да го учиме животот на Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Само така ние ќе имаме смирен и спокоен живот. Само така ние ќе бидеме среќни. Само така ние ќе бидеме задоволни со тоа што го имаме. Дали е малку или е многу, секогаш ние ќе кажуваме елхамдулилlah. Го молиме единствениот Господар Аллах Джелешану да ни го покаже правиот пат и го молиме единствениот Господар Аллах Джелешану да ни ја покаже заблудата и не оддалечат од таа заблуда. Го молиме Аллах субханаху ва таала да влеземе во Дженнетул Фирдеус, да бидеме заедно во друштво со Аллаховите пратеници, шехидите и искрените Аллахови робови. Амин. Го молам Аллах Джелешану да ве награди со неизмерна награда за вашето внимание, за вашиот сабор. Го молам Аллах субханаху ва таала тоа што го кажав да биде сведок за нас на кијаметски ден, а не да биде сведок против нас. Амин. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.